Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братји и сестри, Бога и свето ден во кој што секогаш одново се празнува светата и светлата Пасха Господња, го славиме, ја славиме уште и така наречената месопусна недела и великиот Отец на Светата Црква Божја Харалампи од Мала Азија, малоазиските простори, епископ на една од 7 апокалиптички цркви за кои што зборува светиот апостол и евангелист Јован, епископ на Магнези. Чудесен старец. Долго време живеел 113 години. И во својата 113 година од животот го доживеал своето мачеништво во крв заради Христа Господа. Бил благ и кроток. Сакан од целата хаста. Живеел во вториот век после Христа. Тоа е практично втората генерација епископи во свештената историја на Светата Црква. И станал жртва на злосторниот тиранин, римски императорот Септимий Север. По негово време многу умни, многу образовани христијани, ако можам така да се изразам, светот на христијанската интелектуална елита, го дадоа својот живот за Христа Господа. Еден од нив е денеславениот Свети Харалампи маченик. Тој пострадал така што неговите мачители му ја дереле кожата, му ја издвојувале кожата од телото. И додека тоа го правеле, Свети Харалампи имал доживување дека тоа не нему, туку на телото на некој друг му се случува. Така Господ го заштитува од ужасните болки. Не само што не ги проконувал неговите мачители, туку ги благословувал и им благодарел за тоа што му ја соблекуваат кожената облека, за да ја облече небесната, несмртната, негнилежната облека, ткаена од конците на несоздадените божествени енергии и од конците на божествената надсветлосна светлина. Тоа е денеславениот Свети Харалампи. Народот многу го сака, но имам впечаток дека не знае, не го познава точно неговиот животопис. Денеска сите донесохме тегли со мед да ги благословиме, бидејќи во овој ден црквата ја вовела таа прекрасна пракса. Произлегува од животот на Свети Харалампи, кој што секогаш щедро го благословувал умножувањето на секој земно добро, на секој земно и небесно добро. Ете, тоа е тој во кратко животописот на овој наш преславен, премил, 113 годишен
starec i mačenikovo krv zaradi Hrista Gospoda. Mnogo ovoj den Svetата crkva Božja go praznува i go pameti denot što ke doјде. Великиот и страшен суд Господ. Добро е уште на самиот почеток да го поставиме прашањето. А зошто е страшен судот Божи? На кого што никој се разбира не може да му победи. Од проста причина што Христос е праведен и непоткуплив судија и некој кој што ги познава целосно нашите животи, ништо од него не може да се скрие, ниту да се нашминка и така разубавено да му се каже со намера да биде прелажан. Тој е тој што се знае, вистинскиот срцевиедец, познавач на срцата човечки, и тој секој човек го познава многу подобро или целосно, односно онака како што ниеден човек сам на себе си не може да се знае. Зошто е страшен тој суд? Дали тој суд е страшен затоа што е страшен судијата? Ова прашање го поставува Свети Јован Златник. Не вели. Како може да биде љубовта страшна? Та Бог е љубов. Тој не е љубов, тој е љубов. И љубовта е неговиот најдлабок и најинтимен живот. Најдлабокиот и најинтимниот живот на Бог Троица е љубов. Тога зашто е страшен тој суд? Затоа што се страшни нашите недела, вели Свети Јован. Нашите согрешенија, нашето одбивање, да се покаеме, да се преумиме, да се преобразиме. А таа преобразба не може да биде изнудена. И во таа смисла, Бог Троица никогаш не може и не смее да биде разбран според стандардите на западната рационална философија како Бог садист, кој што измачува, наказува, нагрдува, осудува, се одмаздува за непослушноста на човекот спрема него. Не. Тој однапред не чека како Господарот од евангелската парабола за блудниот син. Не чека со расширени раце. Неговата љубов кон нас е безусловна. Тој не ни поставува услови за да не сака. Но и нашиот возврат за таа и на таа љубов Божја спрема човекот треба да биде слободен, љубовен, доброволен, неизнуден. Како ќе се случи страшниот суд? Во денешното евангелско четиво имавме една чудесна дескрипција на тоа што ќе се случи преку една сликовна представа за овчарот и стадото составено од овци и кози. Како што овчарот ги дели овците од козите, така
Бог на великиот и страшен суд ќе ги подели народите и племињата, односно праведниците и грешниците. Како што овчарот од својата десна страна ги става овците, а од својата лева страна козите, така Бог ќе ги стави од десната своја страна праведниците, а од левата своја страна грешниците. Оние кои што одбиваат да се преукат, да се покаат, а тоа значи дека одбиваат да се преобразат целите себе, не само дел од себе си, ниту само душата, ниту само телото, ниту само умот, ниту само срцето, туку целите, севкупниот хабитус на еден човек треба да се преобрази, имајќи го за свој критериум на сите вредности, никој друг, туку Богочовекот Христос, кој што е и за кој што сите знаеме дека е единствен, без грех и несмртен. На праведниците од десната своја страна Бог ќе ги повика да дојдат, да му се приближат со зборовите елате благословени од Отецот, за да ја примите наградата од Бога за вас приготвен, уште во денот кога не создал Господ, од денот кога не има. И потоа ќе ги каже прекрасните, крајно прости, едноставни зборови и тези, зошто тие праведници се благословени и достојни да ја примат наградата Божја. Животот вечен, вечното граѓанство во вечниот и небесен град Ерусалим. Затоа што кога бев гладен, ме нахраните, кога бев жеден, ме напоите, кога бев необлечен, ме облековте, кога бев странец, ме примите, кога бев болен, ме посетите, кога бев во затвор, ме посетите. Праведниците, изненадени од таквиот суд за нив, ќе го прашаат Бога: а кога, Господи, ние те нахранивте кога беше гладен, или те напоивте кога беше жеден, или гол те облековме, или странец те примите, или болен те посетите, или затворен те посетите. Гледајте сега каков одговор Господ дава на тоа прашање. Тогаш, кога сето тоа му го направите на најмалечкиот меѓу вас. Христос се идентификува со секој од нас. Помеѓу него и нас не постои дистанца. Тој не гледа свише, бидејќи се изравна со нас, со тоа што ја прими природата на човекот, а не некоја друга, или на нешто друго. И тој не дојде, онака како што евреите го замислуваа дека ќе дојде, баш како император, силник, мокен, кој што ќе го освои сиот свет и ќе ги покори сите народи и нив, на старозаветниот народ избран, ќе им ги даде.
Христос беше соблазан за евреите, бидејќи беше смирен и кроток. Не е дојдол да ми служите, туку да ви служи. Император Просијак. Тоа таквата представа за Месија, за Спасителот на светот, евреинот не можеше да ја прифати. Потоа ќе им се сврти на грешниците од неговата лева страна и ќе им заповеда да се оддалечат од него и ќе ги проколе, бидејќи се антипод на праведници. И се онаш, заради што Христос праведниците ги попали, Христос овие од неговата лева страна ги покуди. Кога бев гладен, не ме нахраните, жеден, не ме напоите, странец, не ме посетивте, болен, не ме посетивте, затворен, не ме посетивте. А кога, Господи, постапивме така со Тебе, ќе го прашаат и Ти. Тогаш, кога ништо од тоа не му направите на најмалечкиот меѓу вас. И гледајте сега, браќи и сестри, до кој степен треба нашата љубов да се распнува Христа ради и распнувајќи се заради Христа, да се сораспнува со распетието на секој наш страдален брат и сестра. Тогаш нашата љубов ќе биде действена, ќе даде резултат, нема да биде фиктивно. Како се вика ова во компјутерите, технологија? Виртуел. Така треба христијанинот да постапи. И како што Христос се идентификува со нас, ние треба да стануваме се посвесни за фактот дека сме негови живи икони. Дека секој од нас по природа е теолог и христијанин. За да се биде теолог, не треба да се заврши теолошки факултет. Свети Игнатий Богоносец вели: застани човеку простум, расшири ги рацете своји, крсти. По природа сме богослови. Го носиме образот, иконата Божја. Секој што ни доаѓа во пресред, на секој што ни доаѓа во пресред, му сведочиме за Христа Господа со нашата христоликост. И секој што ни приоѓа нам, не подсетува и не приведува кон Христа со неговата христоликост. Оддалечувањето од овие евангелски стандарди на живење ја разградуваат заедницата на живи и конкретни личности. Нема личност надвор од заедницата на живи и конкретни личности. Ниту може да се зборува заедница без личност, за заедница без личност. Комунизмот сакаше да се огради заедница од индивидуи, но индивидуата по дефиниција е распад на заедницата, атомизирање на личноста. И затоа тие комуни,
кој што како идеја постојат од како постои човекот. Сетете се на кумранските комуни и заедници од Стариот Завет, например. Но во Христа Господа си ја наоѓа сета своја смисла, а и целта со самото тоа на своето историско и метаисториско постоење. Да бидеме, Господи, помогни од Твојата десна страна, да ја покажеме нашата љубов кон братот свој, кон светот во кој што живееме и најпосле кон себе сами. А првата личност што стои пред нас да биде љубена со целиот наш живот без остаток е нашиот Творец, нашиот Создател и Спасител Христос. Затоа ние христијаните ја имаме ова одговорност пред целото човештво. Не сме свесни колкава одговорност сме примиле во денот кога сме се крстиле со вода и Дух Свети. Не христијаните сакаат Христа Господа да го видат во нас, но за жал најчесто се сведоци на една огромна дискрепанца што постои помеѓу него и нас, христијани. И тоа ги разочарува нив, бидејќи не имаат како пример што приведува кон Христос. А Христос од нив и без тоа сметан за единствен, вистински совршен Бог, останува заробен на страницата од духовната литература, без да си најде свој пандан, своја реализација во животите на оние што се сметаат за негови следбеници. Ретките примери за тоа имаат сила да поттикнат, да покренат, да раздвижат цели народи. Таков е примерот со кој што ја почнавме нашата денешна беседа. Свети Харалампи Магнезиски. И тој пример е надежен пример за нас. Дека евангелските идеали не се абстрактни, непостижни, туку сосема реални и сосема постижни. Господ ми освита даде сила и мудрост да мирисаме на Христа Господа, да личиме на Христа Господа, за да учествуваме во домостројот на Троичниот Бог за спасението на човекот и на светот. Амин. За многу години.